Добар ден и добродојдовте на манифестацијата организирана по повод најубавиот ден, Светскиот ден на детето. Секој дете заслужува среќа и љубов. Зар има нешто поубаво од детската насмевка и радост? Затоа, децата треба да се направат среќни, не само денес, туку секој ден, секој момент, секогаш. Да им се отдаде признание за нивната љубов, но и се она што го прават, носејќи безброј предизвици, но и насмевки, љубов и исполнетост на вашите срца. Предпоставувам дека од прилика вака се воделе во размислувањата и 1925 година, кога на Светската конференција за благосостојба на децата одржана во Женева, УНИЦЕФ донеле одлука 1 јуни да се прогласи за посебен ден на децата, што означи нов почеток во подобрувањето на можностите за најмладите. Целта на одбележувањето на Светскиот ден на детето е да се сврти вниманието на широката јавност на сите обврски кои општеството ги има кон децата, како и најважните проблеми со кои децата се соочуваат. Во истата мисла водилка и нашето училиште годинава го одбележува овој посебен ден, односно со оддавање признание на сите успеси и достигнувања на нашите ученици, нашите највистински амбасадори. Но, пред тоа сакам да го поканам директорот на училиштето, Андреа Стојанов, да се обрати како еден од најголемите виновници за сите успеси и достигнувања на учениците и колективот. Добар ден. Почитувани градоначалник на општина Кисела Вода господин Орис Ѓоргиевски. Почитувани представници на општина Кисела Вода, почитувани ученици, почитувани колеги, почитувани пријатели, добар ден. Денес, преку игра, забава и дружење, ние го одбележуваме овој ден, Светскиот ден на детето. Истовремено, ќе поделиме пофалници на оние ученици, групи ученици како тимови, кои изминатава година постигнаа успеси. А со тоа, покрај тие самите и нас вработените и родителите не направија горди, што се наши деца и ќе бидат пример за останатите ученици во годините што следат, да се трудат, да учат и постигнуваат успеси во делот на образованието, спортот, музиката, творењето на мајчиниот македонски јазик и останатите активности. За таа цел, ќе повикам Леа да ги прочита добитниците на пофалниците и представниците на екипните спортови, за да ги поздравиме и им честитаме. Ви благодарам. Пофалени ученици кои постигнале извонредни резултати на државни надпревари во индивидуални и екипни настапи. Ева Мицкоска, 601 одделение. Државен надпревар по математика, 3-то место. Регионален надпревар по природни науки, 3-то место. Литературна творба, 1-во место. Општински надпревар за литературна творба на тема мајчин јазик, 2-ро место. Еве можеш да кажеш, Леа е сега на државен надпревар, затоа не е присутна. Кажи го слободно. Е моментално на државен надпревар. Така и за дојде во понеделник и си ги подигна пофалниците и наградите. Честитки. Само мала дигресија, 80 и не знам колку имаме од прво до трето место на регионални државни надпревари. Браво! Стефан Саракински, 601 одделение. Регионален надпревар по англиски јазик, 3-то место. Јована Нанев, 601 одделение. Државен надпревар по македонски јазик. Леонора Богоевска, 602 одделение. Државен надпревар по математика, 2-ро место. Кристијан Макренски, 602 одделение. Државен надпревар по математика, 2-ро место.
Martin Janev, 602 отделение, регионален надпревар по биология, трето место. Јован Јосифовски, 602 отделение, државен рецитаторски надпревар по македонски јазик, трето место. Христина Трпевска, 602 отделение, литературен училишен конкурс, трето место. Мина Костов, 603 отделение, општински надпревар по англиски јазик, трето место. Јана Спасик, 603 отделение, регионален надпревар по природни науки, трето место. Максим Шишевски, 603 отделение, регионален надпревар по природни науки, второ место. Максимилијан Лозанлиев, 701 отделение, регионален надпревар по биологија, трето место. Мија Саздовска, 702 отделение, регионален надпревар по англиски јазик, прво место. Марко Маринковски, 703 отделение, регионален надпревар по германски, второ место. Општински надпревар по математика, прво место. Петар Петровски Дургутов, 801 отделение, општински надпревар по биологија, второ место. Христина Наумов, 801 отделение, општински надпревар по англиски, второ место. Кирил Андоновски, 801 отделение, регионален надпревар по физика. Боријан Крстевски, 802 отделение, надпревар по македонски јазик, ракатки, прво место. Лука Андреевски, 802 отделение, општински надпревар по шах, прво место. Браво, Лука! Браво! Јован Ивановски, 802 отделение, општински надпревар по шах, прво место. Браво! Браво! Браво, Јован! Ветран Лазаров, 802 отделение, општински надпревар по шах, прво место. Оливија Најдовска, регионален надпревар по хемија, второ место. Регионален надпревар по биологија, прво место. Државен надпревар по хемија, прво место. Браво, Оливија! Браво, Оливија! Честитки! Кој предмет? Ја прочитавме хемија прво место држава. Браво, честитки многу. Браво! Браво, Оливија! Браво, честитки! Маја Јанева, 802 отделение, регионален надпревар по физика, трето место. И регионален надпревар по биологија, трето место. Марко Јанев, 802 отделение, регионален надпревар по биологија. Сара Гечевска, 802 отделение, надпревар по англиски јазик, второ место, регионален надпревар по биологија, трето место. Стефан Гајдов, 901 отделение, надпревар по историја, второ место. Евгенија Лина Кочевска, 901 отделение, надпревар по ликовна уметност, прво место.
гениално. Лука Поповик, девето 2 одделение, надпревар по ликовна уметност, второ место, надпревар по традиционална македонска архитектура, второ место. Браво, Лука. Марта Миовски, девето 2 одделение, надпревар по ликовна уметност, трето место. Браво, Марта. Николина Ацевска, девето 2 одделение, регионален надпревар по биологија, прво место, регионален надпревар по химија, трето место. Браво, Николина. Марија Шиндева, девето 2 одделение, регионален надпревар по биологија, второ место. Браво. Антонела Гроздановска, девето 3 одделение, надпревар по традиционална македонска архитектура, прво место. Браво, Антонела. Да. Сега сме хората от оркестърът. Сега ще прекъсвате се. Успеси во спортот, ракомет машки, прво место. Капитенът, кај капитенът? Айде на капитенът. Честити. Покажи го. Кошарка машки, прво место. Айде, бе. Браво, Виктор. Честит деца. Футбол машки, второ место. Айде тук. Ракомет женски, трето место. Айде, Маре, види. Айде, може. Подигни го. Ивана, подигни го година. Ето така, браво. Успеси на хорот и оркестарот. Категорија вокално-инструментален ансамбл на светски фестивал во Линдо ди Есело. Второ место. Ева Верче. Капитенът Гърчек е за мен. Айде. Ева Верче. Ева Верче. Фала многу. Фала многу. Има повеќе. Кристина Наумов, прво место во категорија вокални солисти во категорија до 13 години. Катерина Момент. Катерина Момент. Благодарам. Лана Алексовска, второ место во категорија вокални солисти до 13 години. Јана Станоевска, второ место во категорија вокални солисти до 12 години. Кристијан Ѓуровиќ, трето место во категорија вокални солисти до 12 години. Јорго Цаца, солист на гитара во категорија до 17 години. Одделенска настава. Олег Новевски, прво едно одделение, трето место општински надпревар Шап. Веда Цонев, прво место училишен ликовен конкурс. Филип Славенски, трето 2 одделение, општински надпревар Шап, трето место.
Златјан Јанков, 4-1 одделение, регионален надпревар по математика. Второ место, регионален надпревар по природни науки, прво место. Неда Тасевска, 4-1 одделение, регионален надпревар по природни науки, трето место. Лука Крстевски, 4-1 одделение, општински надпревар по шах, трето место. Марко Витровски, 4-1 одделение, регионален надпревар по шах, трето место. Дениция Георгиевска, 4-1 одделение, општински надпревар по шах, второ место, регионален надпревар по математика, второ место. Андреја Анастасова, 4-1 одделение, регионален надпревар по природни науки, второ место. Ива Витровска, 4-1 одделение, регионален надпревар по природни науки, трето место. Дора Табаковска, 4-2 одделение, литературен конкурс, второ место. Дарко Василевски, литературен конкурс, општински прво место. Браво, Дарко! Хана Миланов, 4-3 одделение, училище надпревар по математика, трето место. Нина Станчева, 4-3 одделение, општински надпревар по математика, трето место. Филип Трајковски, 4-3 одделение, училище надпревар по математика, трето место. Катја Тасевска, 4-3 одделение, училище надпревар по математика, трето место, ликовен конкурс за биенот на мајчиниот јазик, второ место. Габриел Георгиевски, 5-1 одделение, регионален надпревар по математика, второ место. Лука Настовски, 5-1 одделение, регионален надпревар по природни науки, второ место. Браво, Лука! Лука победи. Чека да има друг фокус. Петар Пешик, 5-1 одделение, регионален надпревар по природни науки, трето место. Кај не е Петар? Јована Пејчик, 5-2 одделение, регионален надпревар по математика, второ место, регионален надпревар по природни науки, трето место. Вања Јанчиевски, 5-2 одделение, општински надпревар по шах, трето место. Јован Нацевски, 5-3 одделение, регионален надпревар по математика, второ место, регионален надпревар по англиски јазик, трето место. Браво, Јован! Никола Андоновски, 5-3 одделение, државен надпревар по англиски јазик, трето место. Петар Божјаковски, 5-3 одделение, регионален надпревар по природни науки, прво место. Стефан Спиров, регионален надпревар по природни науки, трето место. Калина Смилевска, регионален надпревар по природни науки, второ место. Бисера Стојановска, општински надпревар по природни науки, трето место. Ајде, кај? Кај би се? Благодарам, честитки за сите успеси кои што ги постигнаа учениците. Тие што задоцнеели секако се тука ќе ги добијат подароците, поколниците секако. Сега ќе преминеме кај тие без кои ова знаење и овие награди не би биле целосни, а тоа се менторите, наставниците на овие ученици. За таа цел ќе повикам Леа да ги прочита, а представникот од кабинетот на градоначалникот општина Кисела Вода Сашо Ивановски да ги подели поколниците и наградите.
и благодарим. Nastavnici mentori, predmetna nastava, Petar Filipovski, Krosina Petkovska, Tatjana Nankova, Anita Jovanovska, Milica Blaževska, Elizabeta Kamčevska-Todorovska, Мария Измешана, Радко, Елисабет. Честитки, извини. Čestitke, Beti! Čestitke! Beti, čestitke! Анастасия Гоговска, Лиljana Danilov, Dorijana Kokinovska-Ristavska, Bineta Todorova, Julija Vipreska, Stefan Šterjo, Čestitke nastavniku! Čestitke! Čestitke nastavniku! Nataša Petrovska-Drguša, Bravo, bravo! Много ми е жеста. Замолам за внимание, Вера Ангеловска, Година пак. Браво, Верче! Браво! наставници ментори, отделенска настава, Сандра Бачовска-Панайотович, Драга Дамчевска, Сузана Величковска, Сузе! Ajde, Suze, tukaj! Благодарам такви Čestitke, Suze! успешно училище, успешни деца. Така е! Наташа Трайковска, Браво на те! Браво на те! Мишела Николовска-Милевска, Александра Кюрчиевска, Браво! Наташа Jovanovska, Čestitke na te! Koji se množat uspesi, bravo! Merope Georgijevska, Bravo, Mirče! Marija Koleva, Vineta Mirčevska, Čestitki za slišeno, bravo za Kuzman, bravo za Site! Bravo! Pavlina Urdarevska, Emilija Radkov,
Мојановски. Честити, колега! Браво, наставнику! Честитки, Роберт! Славе Николов. Да го поздравуваме сите! Благодарам сега наставничката Наташа ќе ги подели дипломите за спортистите кои што Сдруженијето на Општински сојуз на училишен спорт при општина Кисела Вода и додели градоначалникот Орце Георгиевски. Само нешто да кажам, директоре, кратко. Наставничката Наташа нема да ги подели, затоа што имаме чест тука со нас да ни биде представник од општина, дипломите доаѓаат од општина, така да господинот Саши ќе ги подели. Благодарам. Браво за Саши! Спорт кошарка. Ќе го замолам тимот на кошарка да дојде Александар Богоевски, Доминик Спасик, Слободан Самповски, Марко Насовски, Направите простор малку, направите простор за кошаркарите. Андрей Гордиев, Андрей Нешевски, Марко Илиевски, Огнен Александров, Виктор Велковски, Михаил Светковски, право место општина Кисела Вода. Честит. Капитенот клуб, Андрей. Браво, шампиони! Ово е Пекарева, заслужено. Андрей ќе го подели. Браво, дечки. Браво! Ракомет, мачки, прво место. Марко Трајковски, Давид Стојановски, Михаил Зенговски, Јорго Цаца, Кирил Оргоновски, Огнен Александров, Марко Илиевски, Теодор Гиевски, Мартин Попниколовски, Андрей Нешевски, Петар Петровски, Дургутов, Јосиф Малински. Честитки дечки за успесите оваа година во спортот. Ајде да си ги поделите вие, Михаил, како капитен. Ево Пекарот. Футбол, второ место, Јорго Цаца, Петар Петровски, Дургутов, Никола Ѓатовски, Јордан Минчев, Петар Мојцовски, Нао Мацковски, Матеј Цветановски, Андрей Нешевски, Матеј Манев, Никола Андреевски, честитки за успесите во година прво место. Браво, Јорго. И после спортски тим, Ракомет, трето место, Марта Пирова, Рана Велкова, Теодора Иловска, Јасмина Татабитовска, Алмина Израки, Ева Мицковска, Ања Мицковска, девојчиња, Бела браво, за Велкова, храброста. Сара Николовска, Антолина Ацевска, Јана Крстевски, Марија Шиндева, Дарија Илиевска. Честитки. Браво за храброста, честитки од мене. Наставнички, кој е капитен? Ево го, не е важно. Ево го Пекарот. Честитки, Саше, многу ти благодарам. Директоре, ви благодарам. Сега ќе се обрата дечињата, ви благодариме за присуството, сега ќе продолжиме со спортско-музички активности. Придонесот на оваа скромна церемонија, благодарност до Примакс Сланина, општина Кисела Вода, кој ги обезбеди скромните подароци. Најголемо благодарам на моите соученици кои ќе причинат леа поради. Така е. Најголемо благодарам на моите соученици кои се сите своји достигнувања не прават горди и не афирмираат секаде, но и до сите други кои се дел од нашето училиште и заеднички секојдневно пишуваме приказни за нашиот најубав дел од нашите животи. Драги родители и наставници, секое дете има своји желби, соништа, своја страст. Почитувајте ги, секое дете е различно и посебно баш заради тоа. Детската среќа зависи од сите вас, од сите ваши сегашни активности, а со тоа и нашата иднина. Затоа, имајте повеќе разбирање, правете повеќе добрини, давајте ни повеќе позитивни примери. Ве поздравувам и ви посакувам убав викенд. Нека е среќен денот на детето и секој нареден ден. Браво! Викаме учениците кои се Големо благодарам до сите наставници кои што ме бодраат и ние како хор и ученици на ова прекрасно училиште сакаме да ви се заблагодариме со што ќе ви доделиме едни мали зарадувања. Прво сакам да се заблагодарам за мојата наставничка Вера Ангеловска и од целиот хор да додадам едно изненадување за вас, зашто вие сте најдобрата наставничка на целиот свет.
ставате нашите трофеи внатре, зашто немате кај да ги ставите. Ма браво, бре! Ма браво! Дай да го видам, браво! Покажи го! Браво! Уште еден подарок за нашата најдрага наставничка Наташа по физичко, иако таа секогаш ще снима или е најдобриот камерман на целиот свет. Ви благодариме наставничко, ова е за вас. Едно бело ранче. Нема да кажам сега. Ова е стварно изненадување. Ја ги контролирам емоциите малку вече Ова, пако педаруша, нешто за наставникот Штериот, што бил тука секој за нас. И секако да не заборавиме дека наставникот историја е најдобар класен. И да не заборавиме и декторката, и тука има едно мало довчаниче, за да ги става фластерите внатре, за да нема завои, да не ги требаат само фластери. Што ќе кажеш? Емоциите ни пукаат марке, не? Ќе го замолиме за мало внимание, сакаме да покажеме наставничката Вера од името на Советот на родители. Си задоволство да бидам на врвот на експедицијата од Македонија, која, иако честитки за мене, јас сето ова би го дала за децата, честитки за децата, затоа што јас од никој ништо ако нема деца. Се случувало на проби, дава диригентот знак, тие молчат. И сум им кажала, ова е како мистер Бин, кога оди нешто и нема ништо. Значи, јас најголема благодарност до нив, затоа што тие беа бисери на сите улици, на сите сцени, од 12 држави, од 47 учесници. Тие беа мелем на душа и на срце на сите таму што беа присутни од целиот свет. А најмногу на домаќините, затоа што стварно го заслужувавме тоа, бевме највесели, отидовме да си покажеме што работиме, професионалци меѓу аматери меѓу професионалците, но на исто рамниште, а држењето најпрофесионално. Бодревме секого, за секој аплаузи, уживавме на сцената, додека интерпретиравме се она, и сакам само едно големо благодарност до мојот директор и до општината, до моите колеги и до сите ученици на Тузман и Совет на родители кои ме поддржаа во овој проект. И благодарам уште еднаш. Еве, сакам и јас кратко ќе се обратам, пошто вече почна да плаче, нема се ќе се воздржам. Благодарност, вака, сакам да кажам само околу спортот, околу хорот, се што имав да кажам го видовте сите, немам што да кажам. Околу спортот. Ова е втора година поред, каде што ние освојуваме 2 златни медали во општината покрај 8 училишта. Значи, јас сум не горда, тоа е, не е измислен се уште зборот повеќе од горда. Да изиграме повеќе од 50 на превари во неколку месеци, да бидеме така сплотени со поддршка од директорот, значи пред и се без куртоазија, со поддршка од директорот, од наставничка Зорица, од Роберт, од наставникот Славе и од сите други колеги кои што ни избегуваа во пресред, да повежбаме, да потренираме и да отидеме на надпревар. Значи, многу ви благодарам, деца, на сите. Јас сум најгордата наставничка по физичко во општина Кисела Дома. Сега ќе се земете сопчиња, сите да треба да се почестат, треба некој да испее нешто. Се надевам, хитот на годината Јорго Цаца ќе се појави на сцена. И тоа ќе треба да се брзаме тоа.